Денес и утре се двата најстрадални денови во христијанството. Верниците се сеќаваат на настаните кои претходеле на воскресението Христово. На овој ден се служи и општ маслосвет, кој се прави еднаш во годината во црквите или по потреба за болни луѓе. Вечерта се служат бдение со читање на 12 страдални евангелија на Христа, на кои што ќе видиме како Јуда го предава Бога, како Христос страда и бива распнат заради нашето спасение. Се изнесува и светото распетие на вечерната богослужба, со тоа што ќе можеме да се поклониме на честниот Христов крст. Великденските адети започнаа денес пред сонце со традиционалното бојадисување на символот на Великден јајцето. Јас сум станала пред изгреј сонце, 3 јајца црвени. Претежно црвени да бидат, не во друга боја. Барем денеска, да. И сметам дека да, првото јајце викат црвеното дека е за Господ, второто за домакино на куќата, а третото е за целата куќа, фамилијата, за берекет, за здравје. Тоа јајце не мирише. Цела година може да остане во иконостасо и без да се расипе. Значи го чувате тоа јајце цела година? Цела, да. Во случај на паѓање на град може да се изнесе надвор, да се заштити дом. Ги ваптам скоро 33 јајца секоја година ваптам на Савајле. Зошто 33? Зошто црвено? 33, па сега не знам колку е точно, колку не е од преданието што сум ги слушала, дека на 33 години Исус Христос е ратнат на таа. Црвени? Црвени заради секи тоа го знаев, ама готово го. Да, исто така што вика паза здравје. Па традиционално црвена боја. Што означува тоа? Здравје, среќа, късмет, берекет. Бар така мислам. А го пренесовте тоа на вашите? Обавезно да ви покажам моите керки како се вапцале. Само се има, само црвени нема. Вапсувањето на јајцата е адет стар колку и христијанството и низ годините тој речиси и воопшто не се променил. Денес јајцата се вапсуваат во најразлични бои, но символот на Великден бил и останува црвеното јајце.